Откриена е формулата како се станува председател на владата. Не е потребно специјално искуство, програма или план, па дури ниту посебно познавање на странски јазици, а камоли на литературен македонски. Доволно е само да се учествува на настан кој еден месец пред Нова година го организира заедницата на лингвистите. Пред 3 години, исто во ноември, имав голема чест да бидам покровител на првата меѓународна конференција за афирмација на македонскиот јазик и обстанав премиер. Тие пак и јазичарите, особено од академијата, или имаат огромна желба да бидат политичари или да влијаат врз неа. Ама покажуваат тотално непознавање за поделбата на власта. Зашто? Воопшто не им помагаат, ниту ги коригираат нивните грешки кои продуцираат лажни вести. Баш оние, чија основна задача е да не дезинформираат. Во случајот Рекет го затвораат случајот, и тоа од владата го затвораат, нели, случајот, само со тие тројци или колку се обвинети и бараат виновници во тие кои што ги објавиле тие докази, а не меѓу себе за да некој да одговара на вистина. Да. Очигледно е дека нешто не достига, отсуството и повеќе од видливо. И затоа се бара, затоа се подсетува на добрите примери кои треба да се вратат, бидејќи токму тие дале клучен придонес, за да не се прават такви разлики, кои би им предизвикувале дилеми не само на обичните граѓани, туку и на членовите на врвните научни институции. Ево, реформите не дали котите Груевски сега. Технократ, реформист, тачка. Пар екселенс, тоа ВМРО таа власт направи све. Токму тоа прашање, кој повеќе направил е доминантно, а ќе станува уште понагласено со оглед дека се ближат избори. На мегданот ќе излегуваат сите оние што биле инсертирани во структурите, и за функција или можеби идеја. Самите себе си одредиле позицијата во тој сложен, внатрешен систем на власта. Па негативна конотација. Беше напика, знаеш каде на Груевски сега ти најде да збориш. Добро, со го користиш, напикаш, тоа совршено одговара за тебе. Ти си напикан. Кај заев. А знаеш сам каде. Поточно е вашето. Не е убаво да го кажам тоа во јавност. И покрај високата амплитуда на некултура во оваа секвенца, комуникацијата е потребна. Јавноста е сепак таа што ќе оцени незината пристојност и корисност, бидејќи и самата гледка помага да се добие впечаток за соговорниците, да се разбере што сакаат и колку можат, без да си имаат предрасуди, ако некој во неа е стручен, а некој е лаик, бидејќи дебатата е здрава. Што може да разговара? Може да разговарат и за ајварот мамас. За што друго да разговара? Нема допирни точки, брат ми не е лекар. И на крајот, најважен е сепак интересот, желбата да се учи, па макар и како се оперира куртовска капија. Сте биле на некој конгрес? Освен на Дани Ориса? Семинарите и конференциите за Оризот се завршени, а не се научи дека единствената задача на тој што ќе готви е да го истреби, оти само таков, барем кај нас, се јада.